Добро вечер, почитувани гледачи, вести на КТВ телевизија. Председателот на Република Македонија Георги Иванов имаше новогодишно обраќање до нацијата. Шефот на државата искажа серија критики кон Европската унија и НАТО. Го прогласи СЈО за селективно и политизирано, ја обвини опозицијата за неодговорност и порача дека нема да дозволи федерализација. Како што одминува 2016 година, многу граѓани се прашуваат во каква Македонија ќе се разбудат следната 2017 година. Како држава излеговме од еднопартискиот монизам и влеговме во повеќе партиски плурализам. Но се покажа дека за жал тоа се сведе на плурализам во сингулар. Наместо да го надминеме, ние како да го мултиплициравме едноумието. Наместо партиските да ги приспособат на државните интереси, некои од партиите ги сведоа државните на своји теснопартиски интереси. Поради ваквиот неодговорен однос на поединци, политичарите, а со тоа и политиката, го загубија доброто име. Се заборави вистината дека по дефиниција да се биде политичар значи да се биде пристоен. А пристојноста подразбира трпение за да се сослуша со и преку диалог да се доаѓа до решенија за сите предизвици во демократијата. Денес, за жал, не можеме да зборуваме за трпение, а уште помалку за пристојност на македонската политичка сцена. Не можеме да зборуваме за пристоен диалог. Отфрлајќи го трпението, дозволивме нетрпеливоста да завладее со политиката. Преголемата партизација доведе до досега невидена поларизација на Македонија. Личната нетрпеливост меѓу политичките лидери и елити се прелеа на целото македонско општество. Наместо низ широката призма на соживотот и почита, граѓаните почнаа да се гледат низ тесната и ограничувачка призма на партиите и идеологиите. Имаме вишок од критицизам и недостиг од самокритичност. Новинарите, бизнисмените, уметниците, спортистите станаа заложници на политичката криза во која секоја страна ги гледа грешките на противникот, но е слепа за сопствените грешки и пропусти. Воедно во изминатава година бевме сведоци на една запрепастувачка динамика. Наместо да се надпреваруваат со идеи и со програми, некои политички актери почнаа да се надпреваруваат најпрво со вербални обвинувања, потоа со навреди, па со кривични пријави, за на крај да завршат со недолично однесување. Се надпреваруваа во палење слики и народни канцеларии. Деновиве гледаме дека некои почнаа да лицитираат и со државните интереси. Како дојдовме до тука? На што се должи ова? Дека има две причини. Првата е надворешната, а втората е внатрешната. Во 2008-та бевме на прагот за членство во НАТО. Во 2009-та ги добивме првиот позитивен извештај и препораката за почеток на преговорите со Европската унија. Во такви услови институциите одговорно и забрзано се реформираа. Политичарите доброволно и пристојно комуницираа, а граѓаните живеа со очекување дека европската иднина им е на допад. И токму тогаш, во зенитот на нашите напори, очекување и оптимизам, ние бевме разочарани. Наместо датум за преговори, бевме блокирани. Наместо членство во НАТО, бевме игнорирани. Наместо да бидеме наградени, ние бевме казнети. Од тогаш до денес, Македонија стана колекционер на позитивни европски извештаи и препораки и акциони планови за членство во НАТО. Градончанкот на Кавадарци Александар Панов на вчерашната седница го изнесе својот став околу состојбата со винарската визба Повардари од Неготино, најавите за стечај и неисплатеното грозје. Од кога е иницирана постапка за отварање на стечајна постапка на Повардари од Неготино, јас лично имам активна улога. Сношти имав состанок до повеќе од 1 часот заедно со газдата на Повардарие, со господин Шливич, со директорот на Лавита, со директорот на Повардарие и со Сдруженијата лозарите од Кавадарци, како и со градоначалникот на општина Неготино. Информациите се дека денес, ја точната информација нема, меѓутоа ми беше јавено дека одложена е расправата по однос на покренување на стечајна постапка. За информација на јавноста се работи за
стар долг на повардарија во висина од 500.000 денари, 500.000 евра, дали 87 или 90 и некоја година или не знам која година, односно за побарување према старите газди, не спрема овој газда, кои што од страна на повардарија се негираат и се изнесени повеќе факти дека таа обврска спрема Царинска управа не е во тој износ или воопште не постои. Така што мислам дека во наредниот период ќе се изнајде начин, доколку останува нешто што треба да се доплати и не е толку тоа голем износ за повардарие, да или вонсудски или пак договорно со Царинска управа се намири и да не биде предмет на приселен начин на наплата, односно ова е еден вид начин. Отварањето на стечајна постапка, јас како правник на комуналец сум го користел со цел да изнудам плаќање од некој комитент. Тука се работи за можност за застарување на овие побарувања на Царинска управа и токму заради тоа моментот е крајно неповолен. Во овој период кога повардарие требе да исплати 40% од купеното грозје, да добие над 700.000 евра субвенции за откупенот килограм повеќе грозје за субвенциите кои што беа ветени и треба да му се поделат, да се отвори стечајна постапка која што навистина може да доведе да голем дел од лозарите или делумно или во многу помал износ ги добијат своите финанси. Така што мислам дека денес е постигнат еден успех во тоа застапување, а се надевам дека во наредниот период од од еден месец, не знам точно за колку е пролонгирана оваа седница, фактите на повардарија ќе бидат прифатени и дека овој процес ќе заврши во корис на најмногу на лозарите, бидејќи крајна инстанца моја, а верувам и ваша, е токму тоа што советникот го кажа пред малку, а тоа е да имаме платежно способно население кој што редовно ќе си ги плаќа сметките. Секој удар врз лозарите значи удар и на наплатата, и на јавното предпријатие комуналец, и на нас како општина, и на плаќање за струја и така натаму, така што мораме малку подалеку да ја гледаме ова состојба. И на крајот би сакал да истакнам мојата спремност како градоначалник, заедно со ваша подршка, во натамошниот период доколку има одреден проблем, да викнеме и воредна седница се во функција на лозарите и на нивниот деценијски проблем, кој што очекувам оваа година конечно да се реши во позитивна насока, во еден помирен начин на откуп и на цел процес, бидејќи и сами знаете дека една од многуте нус негативни појави е печењето на ракија, дополнителното печење на ракија заради лошиот откуп минатата година, што дополнително придонесе за загаденост на нашиот град. Оттаму, нити јас, нити вие како советници не можеме да бидеме индиферентни во однос на тоа што се случува со градот и со лозарите и стоам на располагање да во натамошниот период помагаме во овој процес. Комисијата за заразни болести констатира дека грипот во земјава зема се поголем замав и излезе со низа препораки за заштита од ова вирусно заболување. Комисијата за заразни болести информираше дека во системот Мој термин во декември биле евидентирани повеќе од 7800 лица заболени од грип и очекуваат тој број да се зголемува. На вчерашната седница беа донесени неколку препораки, меѓу кои и да се изврши темелна дезинфекција на сите детски градинки и училишта, како и континуирано да се одржува зголемено ниво на хигиена и почесто да се проветруваат просториите. Комисијата даде препорака да се ограничат посетите на хоспитализираните пациенти во болниците, како и да се изврши вонредна темелна дезинфекција во сите јавни здравствени установи каде има хоспитализирани пациенти. Од комисијата препорачуваат и избегнување на предстој во поголеми собири каде што има присуство на поголем број луѓе, како и да се одбегнува контакт со заболени лица.
Според информациите на комисијата во училиштата и во градинките не е забележано поголемо отсуство на заболени деца, а имајќи предвид дека се наближува училишниот распуст, можноста за пренос на грипот меѓу учениците во училиштата се намалува. Како што информиравме во Кавадарци, само минатата недела се евидентирани 319 болни од грип. Дечињата од ромска националност денес добија новогодишни пакетчиња. Секоја година традиционално градоначалникот и советот на општина Кавадарци доделуваат новогодишни кесиња на социјално загрозените семејства од општина Кавадарци, е моментално на Сдружение на тиквешки роми, а Сдружение на ромите од Кавадарци, а претходните денови беа доделени и на учениците од основните училишта од 1 до 5 оделение и на сите социјално загрозени семејства. Ние овоа повише години го повторуваме, исто така сакам на локална самоуправа и градоначалникот и на други кумени луѓе кои што испаднаат за овој ден да помогнат на социјално ранливи категории на деца. Значи сакам да му се заблагодарам, секој пат вака му излевам престрет на деца кои што не можат родителите за да му купат кесиња и ние ја секој пат тоа го повторуваме. Уште еднаш му благодарам на сите кумени луѓе што дадоат придобнес, а посебно и локална самоуправа во Ашово, секој пат што го повторува. Камерниот оркестар од Битола утре вечер со проектот James Bond Symphony повторно ќе се представи пред кавадарчани. Ако со проектот Рок Симфонија, со кој камерниот оркестар од Битола се представи пред кавадарчани, можеме да кажеме дека е еден од најдобрите настани кои што се случиле во годината што полека ни изминува, тогаш токму камерниот оркестар од Битола во предпоследниот ден од 2016 година ни подготви нов, фантастичен, предновогодишен настан со кој би ја крунисале успешната 2016-та. Утре вечер од 19 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе, Битолскиот камерен оркестар повторно гостува во Кавадарци, овој пат со новиот проект, насловен како James Bond Symphony. И можеме да очекуваме ново, фантастично представување пред кавадаречката публика. На новогодишниот музички спектакл, составен од познати музички композиции од популарниот филмски серијал за најпознатиот таен агент Джеймс Бонд, кој е во заедничка организација на Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, општината Кавадарци и камерниот оркестар на Битола, ќе настапат и солистите Наде Талеска, Мики Секуловски, Ирена Димовска, Нина Јанева и Бутелион Класик Хорус. Овој спектакуларен новогодишен концерт е закажан за утре, петок, 30 декември, со почеток од 19 часот во големата сала при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Вести од спортот. Фени минимално го совлада тимот на Пеќ и за крај на годината го дели првото место на табелата со Сутјеска. Македонскиот кошаркарски прволигаш Фени Индустрија оствари петата победа во регионалната Балканска кошаркарска лига. Во заостанатиот надпревар од шестото коло од групата Б на домашен терен во салата Јасмин, Фени во изедначен меч славеше минимална победа над косовскиот представник Пеќ со резултат 90-88. По четвртини 28-21, 20-18 во втората, 20-16 во третата и 22-33 во последниот период. Фени средбата ја отвори со серија од 14-0, но со тројките на Тилотсон и Ахмет Башич, Пеќ ја намали разликата која по првиот период изнесуваше 28-21. Во вториот период се водеше рамноправна борба во која кај домакинот повеќе играчи беа разиграни, а кај гостите проработеа Рид, кој заедно со Ахмет Башич го одржуваше Пеќ во игра. На полувреме 48-39 за Фени. Фени одлично го стартуваше и третиот период и во 26-та минута поведе со убедливи 61-43, но тогаш проработе кај Пеќ Весели, кој со серија поени ја стопи предноста на домакинот, но сепак во последните 10 минути се влезе со скоро 68-55. Во продолжение,
Тилотсон, Рид, Весели и Ахмед Башич трпеливо ја топеа домашната предност и во последните 45 секунди се влезе во пенал за вршница. Раката на домашните кошаркари издржа и на крај сепак Фени се радуваше на минималната победа од 90-88. Грузиецот Георге Шарабидзе со дабл-дабл учинок од 24 поени и 13 скока беше лидер во оваа победа на Фени Индустри, во која хрватскиот интернационалец Матија Чешковиќ постигна 20 поени, а Јане Петровски партиципираше со учинок од 15 поени, а имаше и 7 асистенции. Мора да напоменеме дека капитенот Кире Николовски заедно со Пеđа Пајич надпреварот го проследија од клупата, односно не беа во составот за оваа средба поради повреди. Кај гостите од Пеќ Рид постигна 21 поен, Весели 19, Тилотсон уфрли 16, а Били додаде 14. Табелата во Б групата изгледа вака. Сутјевска има 5 победи и 3 порази, исто колку и Фени Индустри. Пеќ засега има 4 победи и 3 порази, Карпос, Соколи и Тирана имаат по 3 победи и 5 порази, а последно на табелата екипата на Трепча со 3 победи и 4 порази. Во следното коло, во новата година, во Балканската Бибел лига, Фени во директен дуел со Сутјевска ќе ја реши дилемата за првото место во групата. Средбата се игра на 17 или 18 јануари наредната година. И за крај временската прогноза. Времето утре умерено облачно со умерен повремено засилен северен ветер. Температурата ќе се движи до 4 степен. Тоа беа подготвените содржини во ова издание на вестите. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма.